Добро вечер на сите. Се надевам дека сте добри. Ве поздравувам од моето домашно студио. Сите што гледате во моментот и сите оние кои што ќе се приклучите подоцна. Верувам дека сите знаете дека се ближи еден од најголемите христијански празници Великден и токму таа тема вечерва ќе зборуваме со Росана. Ќе зборуваме за суштината на Великден и ќе ве водиме низ сето она кое што Исус го помина. Од камшикувањето, распнувањето на крстот и пролевање на неговата света крв и како е сето тоа важно за нас христијани. Можете да запишувате, но јас би ве препорачала внимателно да слушате и да го искусите сето она кое што го зборувам. Па, Росана, можеме да почнеме. Да, Маја, ти благодарам на најавата. Јас би сакала да почнам со следниве прашања. Дали сме свесни која цена ја плати Исус за нас? Дали сме свесни колку сме возлюбени Божји деца? Дали знаеме колку многу Исус радеше за секој еден од нас за да не умре, туку да живее вечно? Се надевам и верувам дека со ова кое ќе го споделам, ќе доловам барем еден дел од сето она кое што Исус го претрпе за нас. Секоја година пред Великден се потсетуваме на страдањата на Исус и на неговото раснување. Но поретко се задлабочуваме во тоа за да видиме што навистина се случило. Во времето во кое живеел Исус, камшикувањето бил еден начин да се казнат злосторниците. Пилат знаел дека Исус е невин, затоа не сакал да го предаде Исус на смрт, туку само на дисциплинско казнување. Според описот во Евангелијата, Исус бил казнет со римско камшикување кое било толку ужасно што многу луѓе умреле пред да стигнат до раснување. Дури императорот Домицијан бил ужаснат од тоа. Било општо прифатено дека една личност не можела да преживее повеќе од 40 камшици. Во еврејскиот закон постоела граница до 40 камшикувања, за да се заштити човекот од јавно понижување. Тоа е напишано во Стариот Завет во Второ Законие 25 поглавје. Оние кои го изведувале камшикувањето, престанувале на 39-тиот удар во случај да немаат испуштено еден удар при броењето, па да го надминат бројот. Бидејќи ако го надминеле, тогаш биле казнувани со камшикување поради кршење на Божиот закон. 13 удари биле задавани врз градите, а 26 врз грбот. Но римјаните немале таква граница. Честопати камшикувањето не престанувало се додека телото не почнало да виси на крвави парчиња. Римското камшикување вообичаено било со 2 или 3 жици, испреплетени со делчиња на коски и метал кои откинувале парчиња месо од телото. Се уште постои дебата во врска со типот на камшик што бил користен при Исусовото камшикување. Според некои, тој бил камшикуван 13 пати со трожичен бодликав римски бич, што е еднакво на 39 посебни удари. Други сметаат дека е 9-реден камшик, направен од 9 одделни реси со остри метални врвови, за да се зголеми агонијата без разлика на бројот удари. Според римскиот закон, камшикување и раснување не оделе заедно како казна. Осудените или биле казнати само со камшикување со максимален број на 40 удари, и ако биле казнати со смрт, тогаш им задавале повеќе удари, или пак биле осудени на раснување. Значи не оделе двете заедно, но Исус ги добил и двете казни. Бил и камшикуван и раснат. Тој не бил доволно силен да го изоди целиот пат од камшикувањето до местото на раснување, па затоа бил повикан Симон од Кирена да му помогне. За ова може да прочитате подетално во Евангелијата на Матеј, Марко, Лука и Јован. Росана, и сега колку камшици доби Исус? Апостол Павле кажал дека бил камшикуван 5 пати со по 39 удари, но во Библијата не е напишан точниот број на камшици кои Исус ги добил. Сепак, може да е значајно да се медитира на тоа прашање кое дава нова подлабока слика за страдањата на Исус, кои би можеле да бидат многу полоши од она кое ние си го имаме замислено. Исто така интересно е тоа што во медицината постојат 39 суперкатегории кои објаснуваат дека секоја болест, болка, секое заболување и ментално пореметување може да биде најдено во некоја од овие 39 главни категоризации во медицината. Затоа не е случајно што Исус го претрпел истиот број на бичувања. Секој камшикување означувало една од овие 39 категории за да бидеме
целосно исцелени преку неговите рани. На многу реален начин, смртта на Исус обезбеди духовно исцелување на оние кои ќе поверуваат. Пророкот Исаија ги прорекол страдањата на Исус, за кои што пишува во Стариот Завет. Казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Раните кои тука се напишани се всушност камшиците кои Исус ги доби. Со секој удар кој што нашиот Господ и Спасител Исус Христос го прими на своето тело, јас го гледам и слушам како ми вели: еве, волку многу вредиш. Вредиш колку мојот живот, бидејќи го давам за тебе. Моето тело се крши за тебе. Преку мојата крв ти си спасен. Преку овие мои рани ти си исцелен. Амин. Алелуја. Многу силно и длабоко. Мене навистина ме трогна овие зборови, Росана. Да, Маја, ова се силни зборови кои Исус ни ги кажува на секој еден од нас. Затоа е потребно да навлеземе подлабоко во нив, да ги искусиме и да медитираме на нив. Сега, дали би можела да ни кажеш што се случи после камшикувањето? Како што веќе ти објасни, страдањето на Исус започна со камшикување, но продолжи и заврши на крстот. На крстот се случи од Бог определената размена. Исус ги зеде и ги претрпе сите последици поради нашата непослушност, поради нашите гревови и беззаконија. Значи го претрпе сето зло кое што нас не следуваше, за ние да го примиме сето добро кое што му следуваше него поради неговата послушност. Но зошто Исус сето ова го направи? Затоа што на човештвото му беше потребен спасител. Според Светото писмо, сите ние сгрешивме и отпаднавме од Божјата слава. Сгрешивме бидејќи ја наследивме грешната природа од Адам, првиот човек кој сгреши против Бог. И така сите заслуживме вечна смрт, зашто плата за гревот е смртта. И потребно беше да се даде совршена жртва за да се отплатат гревовите на целото човештво. Затоа Бог, за да не спаси од таа вечна смрт, за да не помири со него, го даде својот син Исус Христос како совршена жртва за нашите гревови да умре на крстот, за ние да бидеме спасени и да примиме вечен живот. Значи Исус ја плати казната за нашите гревови. Тој беше казнет за нашите гревови и беззаконија, зошто? За нас да ни биде простено. Исус се пожртвува и се даде себе си за тебе. Тој висеше на твоето место на крстот и тој ја прими казната за твоите гревови наместо тебе. Тој беше изнаранет. Росана веќе ова многу убаво го долови. Неговото тело беше унаказено. Зошто? За ние да бидеме исцелени преку неговите рани. Ова го пишува во Исаија 53 глава, 4 и 5 стих. А тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него. Преку неговите рани ние се исцеливме. Од ова читаме дека Исус ги понесе сите твои болки, сите твои болести, страдања, слабости, немоќи, за ти повеќе да не мора да ги носиш. Тој го раскрши твоето тело, своето тело на крстот, кое што беше полно со живот и полно со здравие, дозволи и го предаде да биде унаказено, за ти да бидеш исцелен. Потоа Исус стана грев, земајќи ги гревовите од целото човештво врз себе, на својата душа. Зошто? За ние да бидеме оправдани пред Бога, да станеме праведни со неговата праведност, која што не познавала грев. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. 2 Коринтијани 5 глава 21 стих. Значи, Исус кој немаше никаков грев, кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за тебе, за мене, за ние да бидеме оправдани пред Бога. И како логична последица на тоа што Исус се идентификуваше нели со нашите гревови, ги зема гревовите, а знаеме дека плата за грев е смрт, умре, значи следно е дека Исус умре со нашата смрт, за ние да го примиме неговиот живот, вечниот живот. Потоа Исус, кој што беше богат, имаше се што му е потребно, дури му остануваше да дели на сиромашните. Но тој стана сиромашен
Кога стана сиромашен? Тој осиромаши целосно на крстот. Тој беше гладен, не беше јаден 24 часа, беше жеден, беше гол, распнат без залишта, дури во туѓа гробница го закопаа. Зошто? За ние да станеме богати, за ние да го примиме неговото изобилие. Колку прекрасни работи направи Исус за нас. Оваа размена на крстот ги покрива исто така и емотивните облици на страдање, кои што се многу присутни денеска, а тоа се срамот и отфрленоста. Исус го поднесе сиот наш срам, што го имаме претрпено во текот на животот или ќе го претрпиме. Било да е тоа некоја акутна засраменост, чувство на недостојност или поради некое злоставување и смејување. Сиот срам, за ние да можеме да учествуваме во неговата слава. Како го понесе срамот? Па тој претрпе најсрамен облик на смрт на крст, како најголем разбойник, зашто најголемите разбойници така умираа на крст. А тој беше Божи син и беше распнат целосно гол, без залишта. Луѓето сите го гледаа, замислете го Исус, Божиот син, како виси гол на крстот и како сите го гледаат пред сите, каков срам е тоа и му се подсмеваат. И потоа Исус ја доживеа најголемата агонија, кога беше отфрлен од неговиот татко. Во еден момент, кога Исус ги зеде гревовите на целото човештво на себе и се идентификуваше со нашите гревови, тој мораше да биде отфрлен од таткото, затоа што со грев не можеш да бидеш во Божјо присуство, бидејќи Бог е свет. И тоа беше многу болно за Исус, се смета дека веднаш после тоа он почина, не од раните здобиени од распнувањето, туку од скршеното срце поради отфрленоста. Но отфрлањето на Исус од собствениот татко го отвори патот ние повторно да бидеме прифатени од Бог како негови деца. Значи Исус беше отфрлен за ние да бидеме прифатени од Таткото небесен. И ова го читаме во Матеј 27 глава 46 стих. А околу 9 час извика Исус со висок глас и рече: Или, лама савахтани, а тоа значи Боже мој, зошто ме остави? Останува уште едно нешто, врвниот аспект на размената, која што е опишана од апостол Павле во Галатијани 3 глава 13-14 стих. Христос не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас. Зашто пишано е: проклет да е секој кој виси на дрво. Та Аврамовиот благослов да дојде на народите во Христа Исуса и да го примиме преку верата ветувањето на Духот. Значи Исус стана проклетство за ние да влеземе во благослов. Не случајно Исус умре на крст. Умре на крст за да го земе проклетството од законот врз себе. За ние да влеземе во благослов. Зар малку направи Исус за сите нас? За мене сето ова што го направи Исус на крстот е навистина чудесно и фасцинантно, бидејќи преку еден чин на љубов, смрт на крст, обезбеди решение за секој проблем, за целото човештво, избавување од вечна смрт како казна за гревот и победа над злото и над смртта. Алелуја! Алелуја, Маја! Можеш ли да ни кажеш сега што се случи откако Исус беше распнат на крстот? Па потоа, да се надоврзам на претходното, потоа тој умре. Од болките, нели кажав, откако беше отфрлен од таткото, тој умре. Но додека се уште висеше на крстот, еден римски војник го прободе со копје под реброто и тогаш истече вода и крв. Значи Исус ја пролеа својата крв за мене, за тебе, за целото човештво. Е сега зошто е важно ова? Во Стариот Завет имаме пример како Бог го заштити својот народ, израелскиот народ, од Божјата казна, која што требаше да се излее врз целиот Египет поради тврдокорноста на фараонот на Египет, кој не сакаше да послуша она што Бог му го велеше, не сакаше да го ослободи израелскиот народ од робството. И затоа Бог реши да го казни. Но за да го заштити својот народ, тој им даде насоки што да направат. А тоа беше да заколат јагне, чисто јагне, и да аплицираат крвта од јагнето на местото каде што Бог им покажа, односно на довратниците и надвратниците на куќата. И така тие беа заштитени и спасени од поморот кој што го снајде цел Египет. Е сега, оваа заштита на израелците преку крвта на жртвуваното јагне е уствари предслика за жртвувањето на Божјото јагне Исус Христос.
кој исто така беше жртвуван за нашите гревови и беззаконија. И денеска Божја волја е секој што сака да биде спасен од смртта, која што е плата за грев, да не жртвува повеќе животни, бидејќи жртвата е веќе дадена. Тоа е најсовршената жртва, тоа е Исус Христос и крвта е веќе пролеана. Тоа е најсветата крв, Исусовата крв, која што е жива, која што не покрива и тоа е нашата духовна заштита. Сега, Росана, дали можеш да ни кажеш што направи крвта Исусова за нас? И зошто е тоа важно? Да, секако. Крвта Исусова не откупи, не ослободи од злото од рацете на непријателот ѓаволот. Во 1 Петрово 1 глава 18 и 19 стих вели: знаејќи дека не сте откупени од распадливи нешта со сребро или со злато, од својот суетен живот што ви е предаден од вашите татковци, туку со скъпоцената крв на Христа, како невино и чисто јагне. Но тука гледаме колку сме скапо платени и колку сме скъпоцени за Бога, бидејќи Бог не даде пари за нас, не даде злато, ниту диаманти, туку го даде својот собствен син. Потоа крвта на Исус не очисти, не измива од секој грев сега и постојано. Не оправда. Преку крвта Исусова сме оправдани и разрешени од вина, направени праведни како никогаш да не сме сгрешили. Кога човек е свесен дека е грешен и виновен, разбира дека не може да заслужи да биде во Божјо присуство. Човекот не може никако да биде оправдан од вината. Не може да биде оправдан преку придржување на законот или преку добри дела, туку само преку крвта на Исус. Крвта на Исус не освети, не одвои од гревот, одделени сме од светот, одвоени за Бога, направени свети со Божјата светост. Крвта Исусова се застапува за нас пред Бог Отецот, кога ние не сме во состојба и не можеме да се молиме. Ни даде пристап во светината на светините. Преку крвта Исусова имаме пристап во најсветото место во универзумот, а тоа е во Божјото присуство. Кога Исус умре на крстот, се скина завесата од храмот. Позади завесата беше просторијата која што се вика светина на светините и таму можеше да влезе само првосвештеникот, никој друг. Но заради пролеаната крв на Исус Христос и делото што тој го изврши на крстот, тој ни отвори пристап до Бога, односно се скина завесата во храмот која што водеше до светината на светините и Исус ни овозможи да влеземе при Бога. И крвта Исусова ни даде живот. Преку неа имаме Божји живот. Животот на телото е во крвта. Примајќи го виното кое ја символизира крвта Исусова кога земаме Господова спомен вечера, ние го примаме Божјиот живот кој што е вечен, зашто кој пие од неговата крв има вечен живот. Ова го пишува во Јован 6 глава 54 стих. Сега кога осознаваш што крвта Исусова направи за тебе, останува да ја аплицираш во секој аспект на твоето живење, бидејќи тоа е штитот преку кој смртта одминува, а Божјата рака те чува. Исто така тоа треба да го објавуваш од твојата уста, бидејќи представува слово на сведочење против ѓаволот. Кога ја сведочиме вистината за крвта Исусова, тоа е победа над злото. Маја, дали сакаш да ни кажеш нешто за крај? Да, секако имам нешто на срце и би сакала да се обратам до секој еден што не слуша вечерва. Господ не сака ти да страдаш, ниту да бидеш болен, ниту да живееш маченички и во проклетство како последица на твоите гревови. Исус толку многу те сака, што пострада за тебе и си го даде својот живот за тебе. Секоја 39 рани што Исус ја претрпе на крстот, сиот срам, сета отфрлено, сета агонија, измачување и страдање што го претрпе за мене, го претрпе за тебе и за целото човештво. За ти повеќе да не страдаш, за ти да бидеш исцелен, обновен, спасен, помирен со Бог, оправдан, тебе да ти биде простен. И за да го примиш сето ова што Исус го направи за тебе на крстот, нема потреба да даваш, правиш некакви жртви, да правиш ритуали или обреди како фарбање на јајца, украсување со зајци, печење јагниња, петолебија и слично како што беше во Стариот Завет. Туку само треба да поверуваш во сето тоа што Исус го направи, дека се однесува за тебе, дека го направи за тебе и да го примиш Исус Христос за свој Господ и Спасител. Така ќе го примиш сето добро што Исус го направи. На Исус верувајте, не му требаат нашите јајца, нашите зајци, лебови, туку му треба нашето срце,
нашето срце да му го посветиме. Зашто во Светото писмо јасно ни укажува дека никој со добри дела не може да се спаси, туку единствено преку вера во Исус Христос и во она што тој го изврши на крстот. Дали веруваш дека Исус сето ова го направи за тебе? Ако веруваш овој Великден, нека твојот фокус биде во Исус и во неговото завршено дело на крстот. Само така ќе можеш да ја искусиш вистински Божјата љубов што Исус ја покаже на дело и таа љубов да те промени, преплави и да ја исполни секоја празнина во твојата душа. Нека ова наше излагање биде поттик за сите нас да се потсетиме колку сме скапо платени и да се вратиме на првата љубов. Зашто Господ Исус Христос умре на крстот за сите нас за да не спаси. На трет ден воскресна и е жив и наскоро доаѓа. Мараната! Мараната! За крај би сакала јас да споделам дека овој материјал е според книгата Исусов следбеник на епископ Константин Кајшаров, може да ја видите сликата на екранот на Маја, како и според негови предавања и богослужби. Шалом и бидете благословени во име на Исус. Поздрав и од мене. Благословена вечер.